Ви благодарам, почитувана председателка на комисијата, почитувани колеги пратеници. Се јавив за збор во однос на амандманот на господинот Сали Мурат. Ќе прочитам дел од амандманот, односно амандманот, образложението на што се однесува. Се предлага да се обезбедат средства во висина од 14 милиони и 400 илјади денари за нови вработувања на кадри од турската заедница во Министерството за правда. И очигледно претходната расправа за оние кои што ја следат на ТВ екраните и по медиумите, гледаме дека се прави еден обид за целосен дефокус на она за што сме денеска тука, а тоа е да разговараме, да одлучуваме по однос на амандманите кои што се предложени од страна на пратениците и кои што би можеле да бидат или не инкорпорирани, доколку веќе не се дел од постоечкиот буџет, односно буџетот за 2025 година, кој што нели треба да се реализира во идната година. Јас би сакал да почнам од почеток и да кажам дека овој буџет содржи мерки за финансиска консолидација и дисциплинирано даночно трошење и мерки за потикнување на економскиот раст. Значи сето она што беше во 7 години претходно разрушено, оплячкано, сега треба да се стабилизира. Сега треба овој буџет да донесе едно мирно море, да кажам така, во кој што ќе може да се говори за унапредување, за реформи и за нови инвестиции. Факт е дека, господине Сали, 7 години општеството не се движеше во добра насока и тоа го покажаа изборите. Вие сте дел од коалиција и вашите коалициони партнери се директни виновници за состојбите во кои што се наоѓа државата, па и во однос на тоа за кој што цело време вие тука говорите од оваа говорница, а тоа се правата на турската заедница. Значи не може да се абстрахирате и вие, па и вашите колеги, кои што долго време беа на власт, дел од нив 20 години беа на власт, дека немаат никакво влијание во процесите за унапредување на правата на сите заедници. Истите тие се и виновници за сите фази на дискриминација кои што се случувале во текот на овие години. Јас доаѓам од Тетово, од град во кој што живеат различни заедници, народи, и сум горд на тоа што сум од таму. И сакам да ви кажам дека ете во Тетово се чувствува таа дискриминација која што се однесува не само на турската заедница, туку и на македонскиот народ кој што живее таму. Така да треба и вие добро да се запрашате со кого стоите во коалиција и со кого стоите рамо до рамо. Зошто вашите колеги партнери не ги унапредија правата на турците во овие 7 години и зошто сега се доведувате во ситуација да бидете најистурен играч на ДУИ за да ги браните правата. И не можам да се сложам со начинот на кој што ги срочувате овие амандмани, но знам што е стратегијата на ДУИ. Затоа што сметам дека секој оној кој што има минимум политичка свест, па и познавање од правото, ќе каже дека амандманот е дискриминаторски. Зошто? Затоа што се однесува на права само на една заедница. Сметам дека е недозволиво. Вие сте пратеник кој што доаѓа од турската заедница и кој што треба да ги застапува интересите на сите во државата. Сметам дека овој амандман како вака формулиран и покрај тоа што ја поздравувам намерата за унапредување на правата, затоа што правата на граѓаните и човековите права не се категорија една за секогаш завршена. Таа ќе се унапредува и треба да се унапредува и да се работи секогаш на унапредување, но сепак не можам да се сложам како е конципиран амандманот. Вие имате поголемо искуство од мене, сте биле уставен судија, како турчин на многу високи позиции во општеството, те кажавте сте били адвокат, сте биле чувар на законитост и уставноста на законите во државата, така да сметам од тој аспект имате големо познавање и сметам дека ете барем тука можам да имам несогласување во однос на начинот на формулација на амандманот. Да завршам, мислам во поглед на првиот дел дека буџетот како таков
ќе мора да ја врати надежта на граѓаните во Република Македонија дека работите можат да бидат подобри. И токму заради тоа владата предводена од Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН веднаш покажа дека може да биде подобро. Ги покачивме пензиите на сите пензионери линеарно за 2500 денари. Случивме договори во образованието и во здравството за зголемување на платите над 40, околу 40% во текот на 4 години. Внесуваме директни свежи инвестиции во локалната самоуправа, со кои што ќе можат сите општини во Република Македонија, повторувам, сите општини, сите градоначалници, без разлика дали се од ВМРО ДПМН, дали се од ВЛЕН, дали се од ДУИ, дали се од некоја друга партија, ќе можат со свежи пари да си ги завршат своите започнати проекти, односно да предложат нови проекти кои што ќе треба да се завршат, а тоа е за доброто на сите кои што живеат во државата. Во однос на вработувањата, кој што е секогаш горлив проблем, и како што кажа мојата колешка Благица, познавајќи ја начинот на размислување на колегите од ДУИ и целта која што ја имаат како опозиција во моментов, а тоа да не наведат да играме на терен кој што е нерамен, а нема потреба, затоа што многу добро народот знае какви се состојбите и затоа донесе одлука пред неколку месеци, за тоа кој треба да ја предводи државата. Сакам да ви кажам дека со закон е точно определено како одат постапките за вработување. Истото е определено и со плановите за вработување кои што се прават на ниво на сите институции, вклучувајќи ги судовите, каде што председатели на тие судови се во еден дел поврзаници и приврзаници на политиките на ДУИ и на СДСМ. Значи, барајте ја вината во вашите редови. Барајте ја вината зошто коалицијата СДСМ и ДУИ дозволи довербата на судовите обвинителствата да биде 3% и 2%. Не е во време на ВМРО ДПМН таа доверба. Значи, вие сте свесен дека и доколку имало пропусти, кои што се надевам ќе бидат детектирани, затоа што стоиме на располагање да помогнеме на сите да си го најдат своето место под сонцето во Република Македонија. Барајте ја вината во вашите редови. Зошто председателите на судовите не вработувале припадници на турската заедница? Зошто? Зошто се злоупотребувале институциите и моќта на некој начин? Треба многу да се работи. Повторно ќе кажам за да се врати надежта. Во однос на тенденцијата ваша дека правата на турската заедница се загрозени во Република Македонија, освен она што е објективен проблем, а тоа е претопувањето за кое што сте и вие свесен, затоа што тоа го чувствувам и во Тетово кај моите пријатели турци, кој што е тенденција која што треба да се запре и да престанат притисоците за тоа некој да може да се определи како што се чувствува. Знаете дека тоа се случувало. Зошто? За да се добие работно место, за да се стане дел од општеството, за да се на еден начин се интегрира. Така да, тоа е тенденција која што постои и треба да се зборува јавно за тоа и јас немам проблем да зборувам за тоа. Сметам дека и вие тука ќе имате што да кажете. Во однос на односите со Република Турција, знаете дека нашите односи како држава се одлични, дека соработката е, да речам, на многу високо ниво. Сите знаеме за инвестициите на Република Турција во Македонија како еден добар партнер за напредување на македонската економија, нормално и промовирање на нашата економија во Турција. Турците знаете дека меѓу првите ја признаа Република Македонија како независна држава. Знаете дека турската заедница е дел од Уставот на Република Македонија, што не е случај во многу држави кои што се промовираат како големи демократии во Европа и кои што ни солат памет како треба да ги почитуваме човековите права. Живееме рамо до рамо со турската заедница и гордо сме да кажам дека познавам и имам многу пријатели од турската заедница кои што се навистина како и останатите вреден, чесен
народ кој што сака да обстои на овие простори. И токму затоа, господине Сали, сметам дека треба да се фокусираме на вистинските проблеми кои што ги тангираат граѓаните на Република Македонија, за лечување на македонската економија од претходната корумпирана и криминализирана власт која што го испокраде и го плячкоса народот, за да сега ние тука треба да лечиме рани, наместо да имаме еден континуитет на работа како што имаат сите други нормални држави во Европа. Во интерес на времето, за да ви помина што е можно поголем број на амандмани и да ве сослушаме, јас тука ќе прекинам и ви благодарам за вниманието.